Здраво дечки, денес ќе го представам новиот Toyota Yaris. Со Toyota Yaris оваа нова генерација се дружев пред некои 3 до 4 години, само што искочи, само што пристигне во Македонија. Тогаш го кажав дека е револуционерниот Yaris од многу повеќе причини, не само поради тоа што се врзува со GR спортската изведба, туку поради тоа што Yaris е многу повеќе од само тоа. Yaris има едно многу клучно значење за Toyota како бренд. И ова сега што ќе ви го покажам е апдейтот на Yaris, освежената изведба. И уште веднаш ќе кажам дека оваа освежена изведба на Toyota Yaris е најдобрата опција за мини градски автомобил кој што во моментов може да се понуди. Сега ќе кажете апдейтирано освежување, но каде е, бидејќи вака дизајнерски не може ништо да се примети, и така е, бидејќи немаат ништо направено во поглед на дизајнот, во поглед на големините, се е исто како што и си беше претходно, тоа значи дека е истиот багажен простор, односно тука во овој дел нема никакво освежување, а и нему ни треба, бидејќи дизајнерски изгледа фантастично. Тоа значи и за тука внатре нема никакви измени на задниот дел, истиот простор како што и си беше, не очекувате нешто преголем простор, во рете, како за мал градски автомобил има доволно простор, мислам, очекуван простор за нозете, исто така и за главата, малце повеќе има за главата отколку за ногата. На средниот дел тројца патници, јас не препорачувам да седат, особено на подолг период, бидејќи не е така висок тунелот, но сепак не може да се искористи убаво да се постават нозете ниту на него, ниту од страна, за да биде убаво и комфортно за долг период. Нема ниту USB порт тука позади. Пак ќе кажам, очекувано за мал градски автомобил. И ниту тука нема никакви драстични измени. Да, 9-инчен екран, тоа е во зависност од опремата. Гледате дека има и други контроли во поглед на климата, за разлика од првото видео, каде што го возев базичниот Yaris. И ова се што гледаме сега како разлика, е разлика во нивото на опременост, што и до ден денес можете да го имате како разлика. Но такви клучни разлики од освежување нема. Овде, како што можете видите, како што кажав, 9-инчен екран, кој што е фантастичен. Единствена измена околу екранот и инфозабавниот систем е тоа што сега имаме бежично поврзување со Apple CarPlay и Android Auto, што е супер, бидејќи не морате да врзувате кабли и да ви се моткаат од страна за да го поврзате вашиот телефон со екранот. Бежично се поврзувате, функционира фантастично. Секој пат сум кажал дека Toyota има супер системи кои што работат добро. Имате добра графика, не е нешто фантастично. Она повисокото ниво на опременост, како што е пример кај Toyota Camry, што неодамна го возев, тој систем е перфектен. Односно, сега да кажам дека ако нема ни тука измени, нема апдейт, каде? И останува што овој дел тука под халба. Да, делумно тука измената, бидејќи измената не е направена кај бензинскиот 1.5 цилиндра мотор, се останува истиот. Туку промената направена во хибридниот погон, кој што сега е со оваа нова пета генерација. Тоа значи дека сега е време да почнам да возам, за да ви објаснам точно што значи оваа нова измена околу перформансите. Да, хибридниот погон е клучната измена, клучниот апдейт кој што го има Toyota во глобала, не само Yaris. Тоа го видовме и кај Camry, тоа го видовме и кај некои други модели, како Corolla, Yaris Cross и така натаму. Сите тие видеа можете ги погледнете веќе кај нас на канал. Но што значи тоа за Yaris? Многу подобри перформанси во принципа вака. Доста потивок, доста повеќе километри за поменување. Не е нешто драстично променето околу хибридниот погон за, кажеме, леле нови батерии, леле нов мотор. Едноставно подобрена, апдейтирана изведба, нова генерација на хибриден погон кој што ни овозможува подобар сооднос на работење помеѓу бензинскиот мотор и електричниот мотор. И тоа во глобала, во град, ни возможува многу повеќе километри да поминеме на струја, а со тоа ни се намалува и драстично потрошувачката, односно не удира по джеп. Мислам, од секој пат кој ќе се спомнало Toyota, сме знаеле дека станува збор за хибриден погон и знаеме дека тоа станува збор за многу економично возење, но овој пат тоа е уште дополнително унапредено. На сето тоа помага и новата генерација на CVT менувачи кој што ја поставува сега Toyota,
многу потивки, многу поелегантни. Знаете, дека не сум фан на CVT менувачи, но во оваа нова генерација на Toyota тоа е многу подобрено и особено во градски услови тоа како многу е унапредено, односно многу потивко, многу помирно, многу подобро функционира, не ви прави главоболка, дури на отворено на автопат не е така бучен, едноставно се движат кон нешто кај што сите критики кои што биле спомнувани некогаш, па макар и од мене, да се направат и да биде многу подобра Toyota во глобала. И тука веќе можам да кажам дека овој CVT менуваш би го прифатил, особено па кај Јарис кој што 90% од времето би го возел во градски услови, бидејќи сепак е градско возило, мини градско возило, нема да го почувствувате менувачот како некаква негативна критика. Што значи тоа сега целокупно како потрошувачка? Тоа значи дека троши 5,2, 5,1 литри, зависи од пределот, зависи од моментот како возите, што е фантастична бројка, фантастична, особено за градски услови, тоа е идеална потрошувачка, стварно за вакви перформанси на кои имаме 116 конски сили под хубата, кои што се доста доволни за, пак ќе кажам, возило од оваа категорија, кој што немате потреба од нешто повеќе, ниту пак имате потреба од снага за да влече поголема тежина. Тоа е едно. Значи, ово освежување околу перформансите е едно. Но зошто за мене ова е најдобриот мал градски автомобил? Сега ќе ви елаборирам. Перформансите супер, апдейтот е одличен, но има уште еден друг апдейт во поглед на пакетите на опременост, а тоа значи дека сега Toyota, мислам, знаете дека од неодамна Toyota нуди 10 години гаранција, таа е втора работа, не првата перформанси, втората гаранција, третата работа која што има добра понуда на пакети и најбитното е многу добра понуда на безбедносни системи кои што кај Toyota, и апсолутно тука се согласувам со Toyota, особено денес во овој период од животот, безбедносните системи не се луксус, туку се стандард во Toyota. Значи не доплаќате ништо, ама баш ништо, не ве обврзуваат, земи го овој пакет за да имаш вакви безбедносни системи или ваму го немаш тоа, го имаш ова. Не, во било кое ниво на опременост, кај Toyota ги имате сите безбедносни системи кои што ви се потребни. Систем за запазување на сообраќајна лента, систем за мртва точка, систем за предупредување од мртов агол, автоматска кочница, читање на знаци, односно радарска контрола, предупредување и реагирање за излегување од сообраќајна лента, одржување на растојание со адаптивниот темпомат кој што можете да го прилагодувате со возилото пред вас. Тоа се системи кои што денес мора да ги имаме. Мора да ги имаме. Во конкуренција има и други сериозни автомобили, како што видовте Opel Corsa, Peugeot 208 и уште неколку други. Интересни возила, добри хибридни системи имаат и тие исто така, убава опрема, убаво изгледаат, но ради овие работи Toyota за мене, односно Yaris, е најдобриот градски автомобил. Дополнително на тоа, во класа мислам дека е еден од најмеките мали градски автомобили кој што најубаво управува, има најубава вожња, најмек, најудобен, едноставно уживат и дополнително на тоа се чувствувам како да е GR, се чувствувам како да е спортска изведба, особено во оваа хибридна изведба кај што е помоќна за разлика од првата верзија што возев. Забавен е, искрено зад волан е забавен, доста добро управува, како ќе го насочите така и врти. Едноставно имате убава контрола зад волан, се чувствувате сигурно, дополнително на тоа се системите кои што ми даваат такво чувство. Но тука имам една критика, не знам дали би рекол да е критика, но пробувам да се ставам во улога на родител или на сопруг, каде што треба да размисла малку поинаку. Мал градски автомобил претежно нели ќе се вози како второ возило во семејството,
Еве, ако сум од аспект на родител и сакам за нов возач почетник да го земам, проблемот е следен. Јарис се нуди со 116 конски сили, како што е оваа изедба, и помоќната изедба е со 130 конски сили. Супер фантастични перформанси. Законот ни е таков каков што е, и за возач почетник перформансите кажуваат дека треба да се до 100 конски сили. А јас како родител би сакал моето дете да биде најбезбедно додека управува, да има еден многу сигурен автомобил, како што е Јарис, со сите овие безбедносни системи, и друга клучна работа, да не ме кошта многу прво возилото и да не ме кошта во поглед на гориво. Како што кажав, има одлична потрошувачка, а околу цената изнесува 22.390 евра. Ова чик ниво на опременост, со греачи на седишта, со сите безбедносни системи, со опција си одберете боја, убава опрема, автоматски менувач, како што спомнав, супер цена, особено кога ќе се погледа на конкуренцијата, што е уште еден супер факт за родителот, но перформансите не дозволуваат за возач почетник да може да ја ужива ова Toyota. Тоа би било мојата критика, да кажам, за Јарис. Да, тука ќе се најдат цврсти пластики, 90% од пластиките кај да чепнете се цврсти, на одредени моменти има меки материјали, очекувано според мене, но она што е друго интересно околу пластиките што е се убаво сработено и сепак е Toyota на крајот на денот, ќе трајат 200 години без никаков проблем. Но околу пластиките имам проблем тоа што еве возилово има 1575 км во моментов и со клучот тука е доста брзо изгребана целата оваа пластика. Тоа ме загрижа бидејќи на подолг временски период дополнително тоа што многу повеќе ќе се изгреби, што многу повеќе ќе се познава. Ова се двете критики што ги имам за Toyota Yaris. Не се, пак ќе кажам, ништо страшно, ниту клучно, ниту проблематично нешто околу Јарис како возило, но мора да се најде некоја игла у сеното за да се каже нешто дека не е се перфектно. Мислам, на крајот на денот пак ќе кажам Toyota е. Многу ме интересира што мислите вие покрај сите епизоди што ги видовме и со неговите конкуренти, во поглед на цена, во поглед на опрема, какво мислење делите вие за Toyota Yaris? Пишете коментар и секако сите што немате до сега направено subscribe, направете subscribe, бидејќи искрено тоа ми значи на мене и за нашиот канал, за што е можно повеќе возила ви прикажеме, бидејќи сепак ние сме најпопуларниот автомобилски YouTube канал во Македонија и ги имаме најголемиот број на автомобили кои што вас ви интересираат да ги видите при купување. Направете subscribe, па ќе кажам, и се гледаме наскоро со ново видео. Чао!